Здраво и добре дојдовте во новата епизода на Шорткат, нашите вести за млади. Јас сум Гоше, а ова се настаните што ја одбележаа изминатава недела. Илјадници граѓани од целата земја во саботата се собраа на протест во Струмица против отворање на рудник за злато и бакар на планината Огражден. Тие порачаа дека нема да дозволат плодното струмичко поле да стане жртва на бизнис апетити. Копајте си ги очите, а не злато од планините. Стрекно семејство или рудник на смртта, да ги спречиме пред да не сотре. Ова беа само дел од пораките упатени на протестот. Учесниците повикаа во борбата против рудникот да се соберат сите совесни граѓани, бидејќи велат дека доколку останат пасивни, ќе им дозволат на моќници да им диктираат како да живеат на начин кој не е во согласност со природата. Протестот го организираа Сдруженијата Здрава Котлина од Струмица и Еко Долина од Новосело, откако владата донесе одлука со која се спојуваат концесиите за рудникот Иловица Штука по одлуката на Управниот суд да ја уважи тужбата на компанијата Euromax Resources против владината одлука да се раскине договорот за една од концесиите и на тој начин ја оживеаја идејата за раскопување на плодната котлина. Остануваме на тема животна средина. Долното течение на Вардар, кој минува низ Демиркаписката клисура, стана дел од проектот Заедно за реките United for Rivers. Тоа е регионална иницијатива на Светската организација за заштита на природата The Nature Conservancy и 6 граѓански организации од 5 балкански земји, меѓу кои и Екосвест. Овој дел на Вардар е еден од последните слободни текови во Европа, кој заедно со уште 12 диви реки во регионот ќе добие соодветна заштита. Кои се целите на иницијативата и искуствата на Хрватска во заштитата на реките, ќе слушнете во прилогот што следува. Вардар е една од последните реки со делумно слободен тек во Европа. Долното течение на нашата најголема река, која ја опфаќа и Демиркаписката клисура, е еден од највредните природни резервати во земјата, Емералд подрачје и важна област за птиците, иба локација, особено за белоглавите египетските мршојатци, кои се наоѓаат на листите на загрозени видови. Во Вардар има повеќе ендемични видови, нема бариери, живеалиштата се претежно природни, а пејзажите се живописни и зачувани. Клисурата е мапирана како потенцијално Натура 2000 подрачје, а според директивата за птици живеалишта на ЕУ, денес таму живеат 149 видови на птици. На Балканот се наоѓаат последните диви или недотрени или неоштетени реки во европскиот континент и од исклучителна важност е да започнеме со активна заштита. Долното течение на реката Вардар, поготово во делот на Демиркаписката клисура, заедно со целото сливно подрачје што е во тој дел, како што е реката Дошница, Бошева, Клисурска река и Дембиска река, се исклучително вредни за заштита. Специфично за иницијативата Заедно за реките, посочува Митревски, е што за прв пат и кај нас и во регионот се работи на позитивна кампања за заштита на реките. Идејата на овој позитивен, да го наречеме, пристап по заштита на реките е вклучување на сите засегнати страни, на сите чинители, уште од самиот почеток при во процесот на заштита. Реката Мрежница, исто како и Вардар, е една од последните реки во Европа со делумно слободен тек. Таа е една од 4 реки на градот Карловац во Хрватска и една што ќе добие заштита во рамките на иницијативата Заедно за реките. Екипа на Шорткат неодамна го посети Карловац и ги истражи хрватските искуства во заштитата на природните богатства на slatkите води. Желимо постичи и у хрватскoj regiji da se štite rijeke zbog svojih karakteristika slobodnog toka. Dakle, rijeka Mrežnica, rijeka Korana, isto Zrmanja, cijelim tokom, Kupa. Распишан е конкурсот за прием на студенти во студентските домови за следната учебна година. Од септември, вкупно 11 домови ќе ги отворат вратите и ќе понудат легла за студентите. Право на прием во државните и приватните студентски домови имаат редовни студенти на додипломски студии кои се македонски државјани што се школуваат надвор од местото на живење, но и владини стипендисти, студенти со македонско потекло, студенти од странство кои студираат на универзитетите во земјава и студенти според билатерални договори. Студентите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат електронска пријава и да ја прикачат соодветната документација на интернет порталот ed-uslugi.mon.gov.mk.
Рокот за пријавување на студентите од втори по високите години веќе е започнат и трае до 31 јули, додека студентите од прва година, бруцошите, ќе може да се пријавуваат од 1 до 11 септември. Најмногу слободни места и годинава има во студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје, пошто следува студентскиот дом Пелагонија исто така во Скопје. Освен во главниот град, и годинава ќе функционираат студентските домови во Битола, Охрид, Прилеп, Штип и во Тетово. И за крај информираме дека од минатата недела четботот на Google, наречен Bard, е достапен и во Северна Македонија. Станува збор за генеративна вештачка интелигенција која може да одговара на прашања на начин сличен како што би одговорил човек, всушност исто како и ChatGPT. Четботот Bard истовремено дебитираше и во земјите членки на Европската Унија, откако Google ги разреши безбедносните грижи на корисниците што доведе до тоа EU да го одложи неговото лансирање. Bard сега е достапен на 40 нови јазици, меѓу кои и на српски, хрватски, бугарски и словенски, но се уште не добил своја верзија на македонски. Инаку возбудата околу способностите на четботовите поттикна дел од глобалните технолошки фигури да повикаат на запирање на нивниот развој. Со оваа информација ја завршуваме денешната епизода на Shortcut. Ви благодарам што не следевте. Следете ни и на TikTok и Instagram, а секако читајте ја и рубриката CTRL-Z на meta.mk. Се гледаме следниот четврток. Поздрав!